Додека европската пратеничка Маријана Петир во Скопје ја критикуваше македонската опозиција, во Брисел нејзината политичка фамилија, десната демохристијанска Европска народна партија, сестринска партија на ВМРО ДПМН и најголемата политичка формација во Европската Унија, конечно призна дека најсериозната пречка на нашиот европски пат не е спорот со Грција, туку внатрешната политичка ситуација. Центарот за студии на европските десничари во својот документ за проширувањето на Унијата кон Балканот вели дека политичката ситуација во Македонија останува да биде најголемата пречка за преговорите кои се условени со целосна примена на договорот од Пржино. Во скицата што ја направи најголемиот поддржувач на ВМРО ДПМН во Европа се констатира дека земјата назадува на многу полиња, дека нема никаков напредок и дека земјата на чело со ВМРО ДПМН се наоѓа во ќорсокак. Демохристијаните сосема се согласуваат со извештаите на Европската комисија дека институциите на државата се повеќе политизирани, дека има многу случаи на мешање во судството и во медиумите и дека во земјата нема реален напредок во борбата против корупцијата. Понатаму се вели дека владата, наместо да ги намалува непотребните трошоци од буџетот, влегла во изградба на контроверзни проекти со статуи и владени згради кои чинат многу милиони евра, вели десничарската анализа, според која сега е време за враќање на владењето на правото, а дури потоа избори. Во Европскиот парламент и позицијата и опозицијата се согласуваат дека Македонија треба и мора да биде наградена поради помошта што ја даде на Унијата во бегалската криза. Арно ама, блокираното Пржино ги спречува и најголемите поддржувачи на ВМРО ДПМН да го исполнат ова ветување. За да не должам многу, ќе го цитирам холандскиот министер за надворешни работи Берт Кундерс, кој изморен од македонските политичари реши да им испрати писмо во кое се вели дека пропаѓањето на договорот од Пржино ќе ја изолира Македонија и ќе ни ја одземе сета надеж за награда и преговори за членство. Затоа што минималните услови за кредибилни избори не се исполнети, затоа што одлуката на председателот за полиција мора да биде повлечена, а специјалното обвинителство мора непречено да си ја заврши својата работа. Ова предупредување ја има сета поддршка на демохристијанската сестринска партија на ВМРО ДПМН. Тоа е истовремено и порака до владеачката партија дека треба помалку внимание да ја обрнува на пратеничката Маријана Петир, а повеќе на оние кои во Европската Унија навистина носат одлуки.